Почитувани добро вечер, ја следите првата емисија од серијалот Инклузија во рамки на проектот Инклузија преку медиумите. Во наредниот период ќе се обидеме да ви информираме за можностите, предизвиците и потребите кои што ги имаат лицата со попреченост и нивните семејства. Вечерашната тема ќе се однесува на социјалната заштита. Гости во студиото вечерва се Благица Димитровска, мајка на лице со попреченост и председателка на Сдруженијето Инклузива, и Анита Цветковска, родител на лице со церебрална парализа. Почитувани, ви благодарам што одвоивте време за разговор на оваа тема. Благодариме на вас. Сдруженијето Инклузива изминатиот период имаше истражување токму на темата социјална заштита. Кои се сознанијата, резултатите до кои што дојдовте и нели што е она, каква е моменталната состојба со социјалната заштита за лицата со попреченост? Сдруженијето Инклузива во 2016 година направи сеопфатно истражување на 8 теми и во цела Република Македонија. Значи, истражувањето беше направено со лица со попреченост, со нивните семејства, со представници на институции, експерти и Комисија за заштита од дискриминација. Едната од темите е социјалната заштита и сметаме дека е најважната тема, бидејќи со социјалната заштита започнува и процесот понатаму. Како најважна тема ја опфативме најпрво ја разгледуваме законската рамка, бидејќи ако законската регулатива не е соодветна, тогаш лицата со попреченост и нивните семејства не можат да имаат заштита. Значи, во законската рамка утврдивме дека има ограничувања во однос на возраста на лицето, во однос на видот на попреченоста, а во однос на поддршка на биолошкото семејство утврдивме дека воопшто ја нема. Лицето со попреченост има социјални бенефиции, односно финансиска поддршка, штом ќе добие наот и мислење или штом ќе биде категоризирано со видот и степенот на попреченоста, добива посебен додаток кој го прима до 26 години. На 26 годишна возраст за нас од необјасниви причини престануваат многу законски одредби поврзани со лицата со попреченост. По посебниот додаток, после 26 години, лицата добиваат туѓа нега, оние кои не можат самостојно да се грижат за себе, и лицата со телесна попреченост, со оштетување на вид и слух, со поголемо оштетување добиваат додаток за мобилност, лепило или додаток за глувост. Овдека неголема неправда е направена спрема лицата со интелектуална попреченост, кои имаат комбинирани пречки, кои воопшто не можат самостојно да живеат, им треба дополнителна поддршка, а не им следува додаток за мобилност, односно им следува само на оние што користат количка со придружник, а другите не им следува. Родителот добива поддршка до 26 годишна возраст на детето, односно право на скратено работно време. По навршување на 26 години на детето и ова право му се укинува на родителот. За разлика од биолошкото семејство, згрижувачкото семејство добива финансиска поддршка, односно плата, вработување, каде што му се плаќаат и придонеси, и по навршување на 10 години згрижување на дете или лица со попреченост или без попреченост, на возраст од 26 години, од 62 години или 64, зависно дали е маж или жена згрижувач, го следува пензија. Тоа се оние работи што ги утврдивме во однос на законската регулатива. Имате ли сознание кој е бројот на лица со попреченост на ниво на државата? Ние разгледуваме и баравме од институциите дали имаат регистри со точни податоци за лица со попреченост. Значи, воопшто во ниту една институција нема регистар
каде што би се знаело во Република Македонија која е бројката. Имаат статистика на лица со попреченост кои добиваат финансиски бенефиции до одредена возраст, но според нас, после 26 години се губи таа бројка, бидејќи при преминување во туѓа нега, лицата со попреченост добиваат исто како и старите изнемоштени лица. И веќе бројката не се знае. Но според истражувањата на Светска здравствена организација, 15% од населението е со некој вид на попреченост, а во земјите во развој бројката е поголема. Значи, бројката е огромна. Ние кај нас во нашата дата база на ниво на трите општини Куманово, Липково и Старо Нагоричено имаме над 1000 деца или лица со попреченост. Цветковска, вие сте родител на 11-годишниот Лука, кој има диагноза церебрална парализа. Накратко, може ли да ни објасните на гледачите како функционира еден ваш ден? Веројатно, постојано сте му потребни на синот. Така. Лука е дете од 11 годишна возраст. За овие 11 години може да кажеме дека секоја година исто изгледала. Од самото раѓање, од дознавањето дека Лука ќе се носи со церебрална парализа, од тој момент на прашањето што е тоа, може би јас како мајка, истражувајќи, согледувајќи ги другите примери околу мене, кои што ги перцепирав, ги впивав, што ме чека, дојдов до сознание дека нема да биде лесно и дека нема диагнозава ниту да исчезне, туку е прашањето колку ќе се напредне во развој. Лука овие 11 години буквално секој ден исто изгледа. Станување или, ако сакаме да споредиме, како чување на едно бебе. Во моментот ви гледачите може да ги видат инсертите кои што ги направивме во текот на вчерашниот. За поголемо запознавање на јавноста, церебрална парализа е диагноза каде што моторички не функционираат, зависи сега индивидуално од дечињава, говор нема и ментално исто така, кај Лука ментално е доста свесен и доста разбира, меѓутоа тоа е далеко од возраста што тој поседува. Сега, нашиот ден изгледа буквално, да речеме, ако сме имале бурна ноќ со многу напади, тоа се епилептични напади, со неспиења, значи ни една ноќ не поминала мирно, будење каде што памперс, како на секое бебе, треба да се промени тоа во текот на денот, зависно од физиолошките потреби, 5-6 пати, зависи тоа е дете, нормално, кој што веќе е и возрасен. Хранење исто, ништо не може. Значи, буквално Лука не може ништо да направи како што може нормално дете да направи. Значи, потребно е некој да е до него и како на мало дете, да се нарани. Во овој случај Лука се рани со лажичка, за разлика многу деца кои што исто ја има диагнозава се на блендер, на храна која што не може воопшто да се сожвакува, затоа што кај неви моторичките активности, односно јазикот не функционира за да ја џвака храната и тоа е се отежнато јадење кое што трае со долг временски период. Па сега ставете тука дека дневно како секое дете имаме појадок, ужинка, ручек, повторно некоја ужинка и вечера, тоа се 5 оброци каде што некој мора да го нарани и некој мора да ги изврши тие активности, за да него го задоволи со физиолошки и со да велиме храната која што треба да ја внесе. Колка е недоместокот од државата кој што го добивате? Државата за овие, да речеме, вакви случаеви доделува посебен додаток кој што изнесува 4300. Сега, ако во овој случај, ако зборувам, конкретно кај Лука, кој што има и епилепсија, лекови само што ги користиме од странства што се набавуваат чинат многу повеќе од овој надоместок. Значи, зборуваме за една сума која што не може ни случајно да ги задоволи. Друга страна, државата, познато ви е, последниве години доделува памперси, малку ја олеснува она материјалната, но и тој памперс
Од 96 парчиња, предпоставете да речеме во просек дека тоа е 5-6 пати дневно промена, повторно доаѓаат средства кои што се потребни да се докупат памперси и сето она што е потребно нели за грижа на едно дете. Далеку да зборуваме за оној дел физикална терапија и за се она што материјално едно семејство, кога имате лице со ваков нели хендикеп и со ваква дијагноза, што се е потребно нели месечно за да се издржи нели опстанок на едно вакво дете. Благица, веројатно ќе се согласите дека Цветковска е една од малкуте мајки на лица со попреченост која што е вработена. Кој се грижи за Лука додека вие сте на работа? Па, се враќам повторно на она кога се соочивме со дијагнозата. И кога беше тешко да се признае нели дека не чека многу тежок пат. Прво, може би во овој сегмент да кажам дека најголем проблем е во семејството, да се прифати вакво нешто и да се помири родител дека треба да расне такво дете. Јас може би ако се вратам на почеток кога јас лутав и кога се прашував како ќе се живее, тоа беше најголем проблем. Како ќе се живее? Тоа ми беше едноставно прашање што многу пати си го поставував, гледајќи ги некои поголеми дечиња како него, кои што не одија или проодува, прашањата кои што ги поставував на родителите, како вие живеете? А тие насмејани беа, тие беа весели, некако во некоја подмината фаза, што нели треба да се дојде до таа фаза со развој на вакво дете. Рекоа, мораш да живееш, да се бориш и да правиш се што може нели да се направи за него. Се сеќавам на една реченица на една мајка која што го водеше детето и од едната и од другата страна и родител и мајка, и јас ги прашав: добро, вие како живеете и како се помиривте со ова? И реченицата беше: да се помириш нема никогаш, меѓутоа да научиш да живееш ке треба. И тоа се случи. Лука кога наполни 1 година, буквално ние како семејство пропаѓавме. Да зборувам за депресии, за она раздор на семејството кое што не можеше да се носи со проблем. Јас сватив дека јас нему му сум потребна, а и на поголемата керка, која што тогаш имаше 10,5 години, и дека ако јас не функционирам добро, и ако јас сум лоша и сама за себе, не можам да бидам добра и за него да го има. Тогаш ја донесев она одлука која што беше: јас тргнувам на работа. Претходно работев како професор, имав работен однос и иако можев 3 години да седам, нели законски со ваквиве проблеми, ние родителиве можеме 3 години нели да користиме одмор. Меѓутоа, самото нефункционирање на еден родител, во смисла нели да си активен, не си му корисен ни на детево. Одлуката беше навистина голем чекор за семејството. Се сеќавам, мажот рече: добро, дали си свесна што правиш? Кој ќе го чува Лука? Меѓутоа, кога нешто сакате, нели, и кога сте го замислиле, секоја се наоѓа таква личност, секоја се наоѓаат луѓе кои што ќе ги најдете, вие ќе ги привлечете нели околу вас и ќе дојдат во вашиот дом и ќе бидат дел. И така и се случи. Јас тргнав на работа, реков дека ќе најдам жена за чување. Се погоди на вистина една благородна жена која што и ден денеска е дел од нашево семејство, која што можеби пак ќе кажам најмногу ќе ве разберат луѓето што имаат некој сличен проблем како вас. Да речеме, женава што го чуваше тие први години имаше керка со епилепсија. И јас кога објаснував дека Лука треба да се чува, кој што не е можеби многу напорен, меѓутоа е дете кој што има потреби како на бебе. И кога реков дека има напади кои што не се можеби вака многу визуелно страшни, женава рече: јас знам. И тука, знаете, е многу полесно кога некој ве разбира во проблемот. И ние така почнавме да функционираме како семејство, обидувајќи се да функционираме нормално. Да се оди на работа, да се има енергија да се издржи на работа, да се вратиш и со некоја нова енергија која што ја внесуваш во домот, да се носи со сите обврски нели кои што ги бара Лука. Меѓутоа, доволни ли се средствата? Вие одите на работа? Средствата никогаш не се доволни во овој случај, затоа што ако речеме, ајде да направиме една споредба, значи ние како родители, Благица го спомна тоа,
можеме да работиме нели на пола работно време. Но ајде и тоа да го малку нели разгледаме во овој случај, бидејќи зборуваме за таа социјална нели заштита. Со пола работно време ни платава не е иста. Ако предпоставиме дека јас ќе работам половина работно време и ќе се вратам дома кај Лука, нели, ниту пари, а од друга страна повторно да речеме ја што велам, ние како родители, како јас како мајка, одејќи на работа, едноставно си друг човек. Тука е и голем проблем споредба родители кои што не одат на работа, кои што буквално паѓаат во поголеми депресии затоа што секој ден е едно исто дома. Нема пари, меѓутоа нема ни ништо кое што те движи. Да речеме, јас ако кажам ноќта не проспиена 11 години секој ден исто, немам ни право да се жалам кога ќе отидам на работа, ама тоа е и додатно нешто што ти дава мотивација да си подобар и да си порасположен. И буквално работа која што е многу специфична со деца, од каде што ја примам и енергијата и каде што тоа те мотивира да си подобар и на работа и подобар и како родители на едното дете кое што е веќе големо, абсолвент на факултет, и на другото кое што бара многу, да речеме. Сега, ако предпоставиме дека внесување на жена дома, која што е дел нели од чувањето на Лука, како сакаме да ја наречеме, нели далеко од она негувателка, тоа, значи кај нас немаме такви луѓе кои што се обучени. Јас да речеме, после тоа нели имавме повторно промени затоа што првата жена замина во Швајцарија, па влегува во нашиот дом уште неколку кои што навистина стана дел од семејство. Сега исто имам една жена која што, ако речам дека е професорка која завршила факултет, а никогаш не работела, кога влезе во нашиот дом да го чува Лука, имаше непознавање, страв. Како ќе го чувам дете? Но тука, ако имате волја за се, нели, ќе можете и да ја работите работата со деца од ваков тип, каде што брзо учите што имаат потреба тие, нели, како да ги услужите, како да ги кренете, како да ги превртите и да ги ставите во количка, што не е лесно, затоа што како раснат тие се потешки и потешки, но не и оној дел материјално да ги сплатите овие луѓе. Јас секоја сум велела овие жени што нели доаѓали и ова сега, јас реков, јас не можам да ја дадам таа плата што вие ја заслужувате. Она што јас нудам е дел од моите примања просветарска плата. Да речеме дека тоа се оние нормални сума на пари како што се чува едно нормално дете, тоа значи е не доволно ни за оно што го чува детево, нели? А од друга страна е нешто што од буџетот на моите нели парични средства оди затоа што ние немаме никој што може тоа да го покрие, нели, во тој дел на чување на деца од ваква потреба. Мислам, со вакви потреби кои што ги имаат. Судбината си поиграла и со 40-годишната Јасмина Спасова од Куманово поради грижа за незиниот син, 17-годишниот Владимир. Таа е невработена. Како функционира незиниот секојдневен живот, можеме да видиме од следниот прилог. Тешка е битката на Јасмина Спасова од Куманово да му обезбеди поквалитетен живот на својот 17-годишен син Владимир, кој има дијагноза церебрална парализа. Јасмина не работи со години, бидејќи секојдневно му е потребна на Владимир. Од државата добиваат само 4300 денари, средства кои, како што вели, не се доволни за лекови и храна за неколку дена, а не пак за еден месец. Секојдневниот живот со ваквите деца е многу тежок. Значи, треба да му се посвети големо внимание на детето. Обврските се големи, на сабајле да го облечеш, да го нахраниш, само не може ништо, да го ставиш во колица, да го средиш се, како здраво дете и ова треба да се среди се, со миксирана храна сме, и нон-стоп треба да си со него, 24 часа треба да си со него. Јасмина раскажува дека со помош на незината мајка едва и некако го преместуваат Владимир во кревет за спиење или па го изнесуваат надвор на чист воздух. Татко му многу ретко е тука затоа што работи, дојде навечер целиот изморен, мора да работи. Јас не можам да работам, тој мора да работи за да, што се вика, да преживееме, за плата. Мајка ми помага, пример, па и таа има обврски,
пример, жена во години, лекови пие и она не може се да ми помага. Го изнесеме тука во двор. Некогаш го прошетаме, али не е тоа што треба. Оваа мајка покрај Владимир има уште 2 деца. Вели дека неговата здравствена состојба влијае врз животот на целото семејство, но и покрај тоа таа не размислува својот син да го даде во завод за рехабилитација. Туку се надева дека наскоро ќе се отвори уште еден дневен центар во Куманово во кој што Владимир би поминувал неколку часа дневно. Се враќаме повторно во студиото. Димитровска, според вас, какви форми на социјални сервиси се потребни во нашата општина, во државата воопшто? Па најпрвен би кажала дека во Република Македонија најраспространета форма на социјални услуги се дневните центри. Државата отвара дневни центри каде што пак се јавува ограничувањето до 18 и 26 години. И по наше сознанија, во овие дневни центри веќе е надрасната возраста од 18 или 26 по повеќето, но и програмите по кои се работи се несоодветни за сите корисници. Бидејќи секое лице со попреченост или дете со попреченост е индивидуа за себе и повеќе му треба индивидуална работа. Мислиме дека и тука треба да се менува ништо, но неопходен е и мониторинг на услугите кои се нудат. Втората форма што е развиена во Република Македонија е живење со поддршка. Оваа форма е во неколку града во Република Македонија, односно 3. Тоа е многу малку. Таа форма дава поддршка на возрастни лица, односно со процесот на деинституционализација се отвораат вакви форми, но воопшто не се прави превенција од институционализација, а според нас, според нашето здружение, но и моето мислење како родител на возрастно лице со попреченост, повеќе внимание треба да се посвети со поддршка на биолошкото семејство, бидејќи најкорисна средина за секое дете или лице со попреченост е токму биолошкото семејство и ништо не може да го замени. За да една од поддршките што ние ја бараме, според нашето истражување, но и со програмските активности на Сдруженијето, е отворање на нови форми на социјални услуги на локално ниво. Во Куманово за прифаќање и давање поддршка на семејства постои само еден дневен центар за деца, кој е под надлежност на Министерството за труд и социјална политика. До сега во нашето здружение 26 родители доставија барање за отворање на дневен центар за деца со церебрална парализа. Ова барање е доставено до Министерството за труд и социјална политика и се надеваме дека набрзо ќе има некоја новост дека ваквата форма ќе проработи. Но потребни се и други форми, токму онакви форми каде што ќе се дава поддршка во домашни услови, како што го видовме прилогот, односно родителите како Јосмина и нејзиниот сопруг и многу други во цела Република Македонија ќе имаат барем време од 1 час за одмор. Потребни се форми за времено згрижување. Ние како родители имаме исто така и лоши работи, односно смртни случаеви, добри работи, веселби, свадби, каде што во тој момент не фаќа паника кој ќе се грижи за нашето дете. И да е офатено во некоја услуга за викендот, кога токму овие работи се случуваат, ние немаме никаква поддршка. Потребни се исто така и персонални асистенти за сите видови на деца или лица со попреченост, без оглед дали офатено во образование или социјална услуга, за да родителот се ослободи, да може да работи,
да заработува за своето семејство, но и да пружа поголема грижа или рехабилитација на својот член со попреченост. За тоа каква е состојбата со социјалните сервиси во нашата општина, можеме да видиме од кратката изјава на директорката на Центарот за социјални работи Александра Арсовска. Во рамките на системот на социјална заштита, нели, во текот на изминатиот период, на локално ниво се отворени дневни центри за згрижување за дневно и привремено згрижување на лица, односно деца со интелектуална попреченост, кои што во рамките на нашата општина, односно во рамките на општина Куманово, функционира само еден дневен центар, кој неодамна е реновиран и адаптиран за услугите на корисниците. Уште еден дневен центар е отворен, меѓутоа се уште не е пуштен во употреба. Тоа е во рамките на општина Липково, по-конкретно во село Ризаре. Меѓутоа, врз основа на анализите кои што ги направивме во овој краток временски период, констатиравме дека истиот не е пуштен во употреба заради одредени инфраструктурни ставки кои што не се довршени, како што е обезбедување на електрична енергија внатре во просторот, обезбедување на хигиенска вода за пиење, кое што е проблем и во населеното место. Понатаму не е обезбедено моторно возило за превоз на лицата од домот на живење до самиот дневен центар и назад, како и соодветни стручни лица, односно кадар, кој што би требало да работи за непречено функционирање и пружање на максимални услуги наменети за лицата со интелектуална попреченост, конкретно за жителите на општина Липково. Во текот на изминатиот период, како што реков, направени се анализи и се уште правиме анализи на заинтересираните семејства кои што би сакале да ги користат услугите на дневниот центар. Информирано е Министерството и се превземаат чекори за што е можно побрзо ставење во употреба на овој дневен центар. Освен дневните центри, како парични надоместоци, односно бенефиции кои што се согласно Законот за социјална заштита се наменети за лицата со попреченост и за нивните семејства, е посебниот додаток кој што е месечен надоместок, кој што не е врзан со приходите во семејството и се добива врз основа на утврдување на степенот на и видот на попреченост, а тоа го утврдува комисија за утврдување на степен и вид на попреченост, врз основа на кој документ се добива и правото на посебен додаток. Над 26 годишна возраст постои правото на користење на помош и нега од трето лице или народски, како ние го кажуваме, помош туѓа нега, кое што е значи на лицата со интелектуална попреченост кои што се на 26 годишна возраст. Постои уште едно право кое што е наменето за самохран родител, кој што во континуитет од 15 години се грижи за лице кое што е со попреченост и истиот кога ќе наполни 62, односно 65 годишна возраст старост, ако не е корисник ако не е невработено лице, ако не е корисник на пензија или други приходи по друг основ, има право на парична помош која што изнесува 8.000 денари на месечно ниво и се зголемува согласно зголемување на трошоците за живот. Понатаму проблемите со кои што се соочуваме конкретно во однос на оваа категорија се малиот број на капацитети, односно на капацитети за дневно и привремено згрижување, бидејќи како што истакнав во општина Куманово функционира само еден дневен центар. Исто така на некој начин намален број односно не постои голема заинтересираност за згрижување на оваа категорија конкретно во згрижувачките семејства. Одредени чекори кои што би требало да се превземат во иднина, секако дека Центарот за социјална работа Куманово ќе биде секако еден поддржувач на секаква иницијатива која што се однесува на подобрување на условите, зголемување на капацитетите и изнаоѓање на ресурси за
лицата со попреченост во рамките на не само на нашата општина, бидејќи јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа ја опфаќа општината Липково, но исто така и Старо Нагоричане. Во иднина веќе имаме една воспоставена соработка на локално ниво со општината. Исто така ги повикуваме и невладините организации кои што се заинтересирани за спроведување на одредени проекти и активности, каде што Центарот за социјална работа секогаш ќе биде партнер и поддржувач на вакви активности, нормално врз основа на и самата стратегија која што има и Министерството за труд и социјална политика како поддржувач на идни проекти и активности. По-конкретно сметам дека во рамките на општина на нашиот центар и во рамките на нашата општина и општина Липково и Старо Нагоричане потребно е да се анимираат освен дневните центри, кои што секако треба да се работи на зголемување на нивниот број, овие други форми на волно-институционална заштита, како што ги спомнав, значи помош во домашни услови, значи домашна помош и нега на лица кои што се со попреченост, дали станува збор за лица со ментална попреченост или со телесен инвалидитет. Понатаму исто така отварање на мали групни домови, но и една форма која што секако се уште не е заживеана на територија на Република Македонија, тоа е организираното живење со поддршка, кое што сметам дека во иднина ќе треба да навистина да направиме заложби за искористување, па можеби и на одредени странски фондови за отварање на вакви ресурси кои што секако се во функција на подобрување на условите, на квалитетот на животот и на помош, првенствено како на лицата со попреченост, така и на нивните семејства, на кои што навистина има потребно. Повторно сме тука. Цветковска, што би значило за вас доколку Лука посетува дневен центар? Многу би значило, затоа што овие деца се затворени буквално дома. Нив им се потребни активности, социјализација и работа колку може, нели индивидуална со нив, со логопед и дефектолози. Ние за жал досега тешко можеме тоа да го имавме нели кај нас. Години наназад во Скопје функционира еден дневен центар за церебрална парализа. И тоа беше еден навистина и захват од наша страна и како семејство да се носи Лука таму. По секоја цена нешто да се работи со него. Но тоа беа термини. Значи ние од Куманово ниту имаме парично нели надоместок да го покриеш оној пат што го носиш, туку добивме одредени термини во недела 2 пати по час и половина, каде што барем тој стручен тим е обучен за деца со работа со церебрална парализа. Како изгледаше тоа носење? Требате да ставите жена одзади да го држи, затоа што тој не може индивидуално да седи. Да се оди до Скопје, да се чека додека е таму, нели, тоа е време кое што нели во патување повеќе го поминуваш отколку во работа. Но како надраснува, тој се повеќе е проблем. И парично, и да се стави во кола, да се однесе таму, нели, да се извади, затоа што автомобилите и ја што велам, немаме такви превозни средства каде што овие деца со колички можете нели да ги транспортирате на тој начин. Затоа таква грижа, да речеме, јас како родител сонувам со години таков центар во Куманово, каде што некој Лука од утрово ќе го земе, буквално како што функционира и во Скопје, значи да имаме таква мобилност на превозни средства, каде што со количка ќе може да се влезе, да се транспортираат, да заминат таму, каде што нели барем ќе бидат згрижени и нешто ќе се работи со нив во текот на денот. Како секој родител што посакува, нели, како нормални деца што одат на училиште, и ние посакуваме нешто да добиеме во работа со нив. Бидејќи кај овие деца, ако нешто се работи, може да се види што велиме нешто од нешто повидок, нели, да очекуваме да се случува кај нив. Бидејќи тие ништо сами не може да научат како што може нормално дете да научи. Што превзема инклузива, се извинувам, во врска со препораките кои што ги донесовте од истражувањето? Вака, јас најпрвим би ги кажала препораките и во однос на што реагираме ние до Министерството. Првата препорака ни е изедначување на правата на биолошкото и згрижувачкото семејство. Втората препорака е лицата со
интелектуална попреченост, односно умерена тешка и најтешка, кои имаат комбинирани пречки да добиваат додаток за мобилност без условот да користат количка. И секако во нашите барања е доставено и барањето за отворање на нови социјални услуги во нашата општина, но и во цела територија на Република Македонија. Имавме неколку состаноци со Министерството за труд и социјална политика, воспоставивме соработка и пред една недела одржавме трибина во Скопје, каде што учествуваа многу родители, но и институции, за да слушнат кои се препораките од нашето истражување, но и што ќе превземе Министерството за труд и социјална политика. Нашето застапување продолжува и понатамо. Значи, воспоставиме соработка, комуницираме. Имаме некои ветувања, но сепак ќе следат понатаму главните работи што допрва ќе се случуваат. Исто така во застапувачките активности ни е и студиска посета со шкотскиот парламент, на кој што ќе се случува од 26 до 30 септември. На таа студиска посета ќе бидам јас. И секако, штом ќе се вратам, ќе ги споделам искуствата. Ние ќе имаме можност да слушнеме во Шкотска како се регулирани правата на лицата со попреченост, односно како се усогласени законите според меѓународните норми и стандарди, за да можеме понатаму да застапуваме на едно повисоко ниво. Сепак Република Македонија тежне да влезе во Европа, а со самото влегување во Европа треба и стандардите да ги почитуваме во европските земји. Кои се новите измени во Законот за социјална заштита, што ги најавува Министерството за труд и социјална политика, можеме да слушнеме од интервјуто со министерката Мила Царовска. Моментално Законот за социјална заштита малку дава поддршка не само на лицата со пречки, општо граѓаните кои што ни се во даден социјален ризик или кои што се соочуваат со социјални проблеми, но ние како министерство во комуникација и соработка со здруженијата на граѓани, со родителите кои што имаат дечиња со пречки, направивме мали измени или адаптација на постоечкиот закон за социјална заштита, и тоа во неколку сегменти. Мислам дека 6 клучни прашања отвараме со новата промена, а тоа е прво и најважно е дека персоналната асистенција во Македонија за прв пат ќе се воведе со законски основ. Кога имате законски основ, тогаш треба како држава да направите и план и програма за персонална асистенција и да издвоите финансиски средства. И ние на тоа сме спремни и затоа и се обврзавме законски дека ова ќе почнеме да го развиваме. Знаете, преку ноќ ништо не може да се случи, но чекор по чекор, ако одиме во права насока, ќе добиеме и остварување на правата на лицата со пречки. Второто е дека обезбедуваме помош и нега на лицето како и мобилност и следпило без основ да приходот биде услов за остварување на правото. Што значи тоа? Дека вие ако имате потреба од одредено право, што е компензација за одредена инвалидност или попреченост, вие навистина, независно од вашите приходи, треба да го остварите тоа право, заради тоа што државата, ако го вовела тоа право, значи дека ви обезбедила компензација. Таа неправда да речеме, сега им ја враќаме на граѓаните, велиме дека сега поправедно Министерството или владата ќе се однесува кон оваа група на граѓани. Следно е дека престанува потребата од доставување на конзилијарно мислење за остварување на помош и нега. Во моментов, граѓаните, освен што треба да трчаат од болница во болница, дополнително и нивниот семеен буџет се оптеретува со 1700 денари за да може да остварат право од туѓа нега. Голем дел од тие граѓани кои што имаат потреба од туѓа нега, дополнителна нега, од трето лице, се неподвижни. И сега вие треба да ги од, да речеме, рурална средина, да ги носите во некоја централна болница во даден регион, за да може да добијат 3 подписа и да аплицираат за правото, а сепак конечно ќе одлучи комисија која што е во прв степен и која што е во рамките на Завод за рехабилитација на деца и млади Топанско поле.
Тоа е нелогично и затоа ние го тргнавме и сега едноставно конзилиарното мислење нема да има потреба, но ќе ја зајакнеме првостепената комисија за да лекарите може да излезат на терен и да ги посетуваат домовите на семејствата кои што имаат поднесено барање за остварување на туѓа нега. Дополнително лицата со умерени пречки ќе може да го добијат правото на помош и нега од друго лице врз основа на стручно мислење од стручен орган и пред да наполнат 26 години. До сега тие лица со пречки до 26 години се сметаа за деца и до тогаш не може да го остварат правото на туѓа нега. А во суштина правото на туѓа нега треба да го оствари секој оној кој што е во немок кога ќе наполни 18 години и затоа не е важно да ова лице си го добие правото на туѓа нега пред 26 години. Дополнително родителите на децата со пречки ќе може да го користат правото на скратено работно време или на доместок за скратено работно време и по 26-та година, затоа што ако Македонија се пофали дека има сервис за заштита или па дека ги вработува тие лица независно од нивната попреченост или да кажеме од нивото на функционалност, тогаш е во ред, но тука ништо не им нудиме ние на лицата после 26 години дополнително како услуга, затоа родителите доколку сакаат ќе може да останат со своите деца и да работат 4 часа, да добиваат плата и на доместок и сепак да помагаат во семејството да детето си остане во рамки на семејството заштитено и така полно со љубов и грижа. Последното нешто е дека посебниот додаток, детски додаток што го земаат децата со пречки, секоја година треба да се обновува независно ако имаме ние трајна дијагноза. Зошто е тоа потребно? Вие не може ако имате трајна дијагноза драстично да се промени здравствената состојба одеднаш како лицето имало церебрална парализа, наредната година нема. Мислам, тоа е невозможна работа во медицината, така да апсолутно по службена должност, ако си имаме трајна дијагноза, ќе си се продолжува посебниот додаток. Со ова го намалуваме притисокот врз родителите и овозможуваме тие повеќе време да поминат со своето дете, наместо да се шетат од шалтер на шалтер во нашите социјални институции за да го остварат ова право. Ова се 6 работи кои што ќе се случат со овој закон, само ни треба конструктивност и во парламентот за да побрзо поминат и граѓаните побрзо да ги остварат овие права за кои што ние денеска споруваме. Дополнително се размислува амандмански да за лицата со тешки комбинирани пречки го остварат правото на мобилност, кој што досега го нема. Значи ќе видите дека во законот тие се најнеоправдани, поради тоа што сите други примаат некаков додаток, но тие не примаат додаток. И затоа мислам дека со пресметките сме добри, после преговорите со Министерство за финансии ќе бидеме и сигурни дека во 2018 ова право ќе можеме да го обезбедиме, но со амандмани ние ќе го предложиме и во собранието, пратениците ќе го предложат. Дополнително, скратеното работно време сега има една утврдена паушална сума која што ја зема родителот со скратено работно време, која што е некаде 4900 и таа сума сакаме да може да биде прогресивна, зависно од платата на родителот и да оди до 50% од просечната плата во Република Македонија, да не биде ограничена фиксно на 4900 денари. Значи ова се уште две дополнителни работи што пратениците веќе разговарахме, веројатно и со амандмани ќе ги предложат, а се барање на родителите. А јас сум многу среќна што тој пилот проект се случил и е по меѓународни, да кажеме, стандарди спроведуван и покажува дека тие 70 лица кои што се обучени за персонална асистенција може да функционираат и понатаму и дека Македонија може и да обучува дополнителни лица по овие методи и да тие навистина ги поддржат родителите и децата во нивното секојдневно живење и функционирање. Персоналната асистенција е одлична работа ако сакаме ние да зборуваме за вистинска инклузија, зашто на лицето едно се педагошките асистенти, тие си се во училиштата, но зборуваме за персоналните асистенти кои што би требало да бидат со детето во текот на денот, зависно или лицето зависно од неговите потреби и за социјализација, и за пазарење, и за остварување на други негови секојдневни потреби од живењето. Пилот проектот покажа дека навистина успешноста му е голема, лицата и општеството има потреба од ова и ние затоа со закон го регулираме и понатаму стандардите ќе ги донесеме и ќе си одиме кон реализација на програмата која што исто така Министерството ќе донесе за персонална асистенција. Социјалните сервиси во Македонија се сервиси кои што не се градени како што треба. Единствен систем или сервис кој што е правилно распределен, да кажеме, до некаде во општеството, се центрите социјална работа и таму се слеваат сите потреби кои што граѓаните треба да ги остварат. Но најчесто тоа се за материјалните права што треба да ги обезбедат, за остварување, да кажеме, на старателство,
за посредување во однос на други институции, малку работи центарот. Така, но тоа е, да речеме, сервис кој што постои. Дополнително сервис кој што постои се дневните центри. И дневните центри имаат голем капацитет за да бидат ресурс во општините, но во моментов не се. Ниту се прилагодени на потребите на родителите, ниту на децата, ниту тие што се за над 26 години за лицата да ги поддржат во самостојно живење, но сепак капацитетот постои. Ние имаме 30 на територија на Македонија и заедно со УНИЦЕФ ќе работиме на унапредување на програмата внатре и начинот на кој што ги нудат услугите. Зашто тие во моментов работат 4 часа. Јас ги прашам зошто? Па толку можеле да издржат децата. Не е вистина. Зависно од тоа што нудиме внатре, толку време ќе може да издржат. Ако тие 50% од времето се надвор на воздух, ги шитате, ги социјализирате, правите активности, нема зошто да издржуваат. Тие деца живеат, ако издржуваат дома, значи ќе издржат и во дневниот центар, ама ако е прилагоден на нивните потреби. Така да ние работиме на таа програма и на зајакнување на човечките ресурси внатре. Навистина имаме центри каде што нема кадар, и ако немате кадар, вие не може да работите. Чабе постои, зидовите постојат или елементите за работа и развој на тие деца постојат, ако нема кадар кој што ќе работи со тие деца. Така и тоа е ресурс. Дополнително има некакви си родителски заедници во тие дневни центри во попладневните часови каде што се среќаваат и тоа е добра пракса, но треба да се зајакне, да има експерти кои што разговараат со родителите во тие попладневни часови, зашто родителите треба да се разменуваат искуства меѓу себе и треба да полесно ги поминуваат и надминуваат проблемите, ако знаат дека и други лица се соочуваат со тој проблем, па и ќе си дадат некој совет, но е важно и да тоа е во некоја организирана форма, дека освен што разменуваат искуства, треба да има и експерти кои што доаѓаат или стручни лица за да ги поддржуваат во процесот на надминување на различните проблеми со кои што се соочуваат. Ете тоа се да кажеме сервиси, но ако зборуваме за децентрализација на сервисите, треба да напоменам дека локалните самоуправи малку се свесни дека тие треба да вложуваат во социјалните сервиси. Дека секоја општина треба да има социјална мапа и треба да знае каков тип на граѓани живеат во неговата општина, какви проблеми треба тој да пресретне како градоначалник или таа како градоначалничка. Тоа малку се прави и јас се надам дека некако министерство ќе го подбутнеме и тој процес и како влада, зашто ако немаме децентрализирани услуги, ние не може да имаме квалитетни услуги. Зашто не во Пехчево и во Скопје исти се проблемите и потребите и треба Пехчево или Скопје да се свесни дека треба да ги адаптираат услугите. Македонија почнала и процес на деинституционализација. Деинституционализацијата е процес за кој што се зборува малку е направено. Во моментов имаме ние 81 стамбена заедница и до сега во тие стамбени заедници имаат сместено 81 лице во 17 резиденции или стамбени единици. Сега во тие стамбени заедници си живеат лица кои што би требало да речеме инаку ако не постои тој формат да бидат во институции, што е добро, но Македонија треба да си превземе чекор и да тоа го расшири малку, зашто се уште постои и Демир Капија, се уште постои Бања Банско, а тоа не треба да биде така. Сите треба да бидат сместени во пак заедничко живење и живење со поддршка, но на похуман начин, на поиндивидуален пристап. И затоа јас го поддржувам ово што порака го прави и ние ќе продолжиме да соработуваме, но важно е да и други организации се вклучат во истото и дури бизнисот може да се види свој интерес тука, да државата се плаќа, тие да си го организираат живењето. Овој систем на живење со поддршка во индивидуални стамбени заедници е важно и да родителите се растеретни што по нивната смрт, зашто тие цело време си го поставуваат прашањето: каде ќе одиме, што ќе прават децата, кој ќе се грижи, дали ќе се грижат браќата, сестрите, па може нема да сакаат да се грижат, па во Демир Капија или ќе го однесат, Демир Капија ако одите да го видите, ќе сватите дека ни еден родител не ќе да прати таму дете. Велам, тоа треба да биде музеј како децата и лицата со пречки во Македонија биле злоупотребувани на некој начин, зашто тоа навистина не ги остварува ниту едно од основните човекови права живењето таму. Затоа овој систем кој што го почнуваме, стварно загризуваме силно тука, заедно со Европската комисија поддршка имаме, има проект за деинституционализација Македонија добиено, исто така УНИЦЕФ се тука со нас, за да немаме ниту едно дете веќе во институција и сите да бидат или во згрижувачки семејства, што е доста распространето кај нас како форма, но да се зајакне тој капацитет да биде стварно згрижувачкото семејство со капацитет и квалитет за грижа за децата и лицата, и исто така институциите или овие форми на заедничко живење да бидат мали и да бидат со хуман пристап за да можеме да ги остваруваме правата. Така тоа се некои сервиси кои што се почнати, но голем дел од нив треба да се јакнат и потенцирам дека локалната самоуправа сигурно дека
ќе треба да направи специјализирани сервиси што ќе бидат потребни само да кажеме во Македонска Каменица, сервиси што ќе бидат потребни само во Куманово, сервиси што ќе бидат потребни само во Битола. И така ние ќе помагаме како министерство и за стандардизација и финансиски, но тие ќе треба да бидат лидери и да издвојат секако пари од буџетите. Повторно се враќаме во студиото. За крај, Димитровска, дали сте задоволни од соработката која што ја имате со Министерството за труд и социјална политика? Секако дека сме задоволни, би било неблагодарно да кажеме дека не сме, затоа што за многу кратко време добивме одговори од самото Министерство на нашите барања. Воспоставивме успешна соработка, организиравме заедничка трибина за да го информираме населението во Република Македонија, но понатаму очекуваме повеќе, односно зајакнување на соработката и продолжување заеднички да допринесеме, да создадеме социјална инклузија во нашата држава за лицата со попреченост и за нивните семејства. Почитувани, ви благодарам што одвоивте време и што гостувавте во емисијата. Се надевам дека барем малку ги запознавме гледачите со состојбата со социјалната заштита на лицата со попреченост и нивните семејства. Благодариме ние. Останете со нас и во наредниот период, следуваат нови теми.